Здраво на сите, почитувани, започнува најновото издание на нашиот подкаст, како што најавувавме изминатава недела. Доктор Михаил Таушанов, специјалист по неврохирургија, денеска ни е гостин во нашиот подкаст. Докторе, благодарам што прифативте учество. Благодарам што ме викнавте, че сме да бидам овде. Така исто и на нас. Долго време се договаравме кога, како, што, но вие бевте на пат. Така? Така, бев во Прага на специјална обука исплатена преку мојот директор академик доктор Жан Митров, каде што имав можност да се работам и да учам од врвни неврохирурзи кои што се особено специјализирани во spine surgery, односно во спиналната хирургија. Да, токму поради тоа ваше патување го одлагавме оваа гостување, но еве сега сте тука, ќе ве распрашаме многу работи, како што се договаравме, и да одговориме на многу прашања што и нашите гледачи, следачи на социјални мрежи сакаат да знаат, како дејност неврохирургијата е многу специфична област во медицината. Зошто се одлучивте баш неврохирургија? Кога одлучив да бидам неврохирург, тоа нека работи се наредија, не можам да кажам дека сум го планирал 10 години пред упишување на медицински факултет. Меѓутоа во последната година сфатив дека на ниедно друго место не би можел себе си се замислам. Можноста за учење, каде барав изузетно учење и детално разбирање на анатомијата, како и на физиологијата, а истовремено можност да помогнеш со механичка работа каде што помагаш и го отстрануваш супстратот кој што им смета на пациентите да им го подобрува животот. Сите тој комплекс каде што бара и механичка, односно мануелна работа, меѓутоа и размислување ми беше како предизвик и се пронајдов во таа. Што донесовте таму како искуство, како можеби техника, технологија што може треба да се набави во клиника Жан Митров? Да, таму работев во најголемата воена болница со врвните неврохирурзи, каде што на ден околу 10 до 15 оперативни случаи се обавува во 3 сали напоредно. И можев со нив да работам, да видам некои работи кои што може да ги премениме. Сите тие работи, техники, ќе ги сме во имплементирање во нашата болница, со други зборови, постојано пробуваме да напредиме нашата клиника, иако може сме врвот во држава, сакаме да бидеме и во регионот, а понатаму да дојдеме и да бидеме на европско ниво, па и на светско ниво, како што треба во неврохирургијата. Во кардиохирургијата сме веќе докажани, меѓутоа во неврохирургијата сакаме да ја направиме на тоа ниво. Сега да не биде ова дека ние само се фалиме со зборови, веднаш штом дојдовте од патувањето, ве чекаше една операција специфична, еве за нашите гледачи, зашто стануваше, каков случај уствари опериравте? Се работеше за пациентка која што 71 година со огромна болка во кичмата, со стеноза, која што, како кај нас голем дел од пациентите, скоро 15 години ги трпи тие болки од стравот за оперативно лекување. Меѓутоа, влеговме, го освободивме притисокот, стеноза беше, се работеше за стеноза на 3 нивоа, обострано. Се освободи жената одма постоперативно вертикализирана, тента постоперативно вертикализирана, се чувствуваше како нова. Сите тие болки во кичмата кои што ги чувствувава повеќе од 10 години беа скоро исчезнати. Да, иако станува збор за возрастен пациент, така кој што... Да. Ако нема контраиндикација, односно кардиолошка, анестезиолошка, многу ретко кај нас знае да бидат годините. Сега нормално во некои случаи има индикација, меѓутоа се работеше жена која што беше здрава и која што веќе не можеше да ги издржи тие болки, ако преку 10 години ги имаше толерирано, веќе нејзиното тело не можеше и благодарна што сепак и се помогна. Така. Кога зборуваме конкретно за вашата специјалност, не е опходен тим, така. Зборувавме дека веќе клиника Жан Митров има искусен, докажан тим во неврохирургијата, еве нешто за во таа насока да кажеме колку пациентите треба да бидат сигурни кога станува збор за оваа проблематика, дека сепак Жан Митров клиника и покрај другите дејности успешно стартуваше и во оваа специјалност. Се разбира, затоа што самата клиника Жан Митров работи секогаш на највисоки стандарди по амерички прописи и правила.
Пациентите кои што тимот кој што работиме може да секогаш се трудат максимално добро да биде за пациентите. Имаме тука професори, имаме и млади научни соработници кои што имаат огромно искуство, кои што секогаш биле во први линии за борба за сите патологии поврзани со неврохирургијата. Так. И тоа еве како носител тука на денес во неврохирургијата во Жан Митрев ми возможува да се ослонам за некои случаи каде што бара поголемо искуство и да биде секогаш во најдобар ред за пациентите без да се грижат дека ќе има некои последици по нивното здравје. Никој доктор и оператор не пробува да му наштети на пациентот, туку прави максимално добро за него. За него, да. Или неа. Да. Рековме дека ќе зборуваме еве конкретно за една медицинска тема, че болките во рбетот. Добро. Се договаравме дека тоа е многу честа тематика кај населението, нешто што го носи можеби современиот начин на живот, се почесто седечки начин на живот, можеби избегнување физички активности, не знам, можеби исхрана и што не влијае на нашето здравје. Конкретно, зошто луѓето се почесто страдаат конкретно во рбетниот столб и зошто се плашат да дојдат на лекар и евентуално ако им кажете операција, па сето тоа ги вади од памет, да речеме. Така. Првично за болката во грбот, затоа што целата тежина паѓа на рбетниот столб, особено на нивото е од 4O5 и L5 S1 од рбетниот столб, тоа е лумбалниот дел, долниот дел од рбетниот столб каде што паѓа тежината и тука се јавуваат тие болки. Луѓето кои што имаат тешка физичка активност, кои што креваат тежини, знаат да има тоа патологија, меѓутоа и пациентите кои што се постојано во седечка позиција, кои што не се раздвижуваат. Кај младите луѓе се јавува во теретана, дигање тежина, неправилно вежбање, немање доволно правилна потпора. И најчесто е комбинација од сите овие три работи, затоа кај младите се јавува како нагла болка, после некоја силна тежина кревање, додека кај постарата популација тоа е спор процес каде што малку боли, меѓутоа има зајакната мускулатура, дали тоа што постојано се физички активни, па некако успева да го издржат. Или ја толерира таа болка постојано. Така е. И ќе пробаат со аналгетика, ќе се смири, после ќе се игнорира, па после неколку месеци, година ќе се појави многу посилно, каде што веќе има и невролошка патологија, односно заболување, трнење во прстите, каде што ќе осети пациентот веќе трнење или слабост во ногата, тоа е апсолутна веќе индикација дека треба да се размислува за оперативен третман. Да би сакала се вратам на прашањето зошто пациентите избегнуваат оперативно лекување или се плашат, има некоја табу останато од претпоставувам повеќе од 20 години, каде што самите операции на спиналниот рбет и на декомпресијата постојава ризик за останување инвалид во ногата и од тој страв луѓето се спремни да толерираат неверојатна болка. Во денешно време ризикот за останување инвалидитет или оштетување на нервот, што би бил помало од 1%, како во литературата опишано 0,5%. И поради тоа пациентите не треба воопшто да се плашат, туку сосема треба да се доверат, да речеме, на медицината, затоа што наместо да толерираат болка со години, може да се одма да се реши тој проблем и да им биде многу подобро, значи да им се врати квалитетот на живот. Да, сега ги споменавте дека и младите луѓе, не знаев дека се повредуваат при спортски активности, дека тоа е честа повреда. Да. Но ние имавме неколку пациенти кои што добро ги истретиравме токму од такви повреди, имаше чинами некои спортисти со доста екстремни спортови. Но кога треба човек да се јави за ваква проблематика? Која е она степен на болка што може да се толерира и да помине, а кога треба сериозно да се свати работава? Медицински најоправдано ако се почувствува при кревање тежина, при некој нагол скокова кај кошаркарите, одбекарите, кога ќе сказат нагло, кога ќе осетат некоја болка во рбетниот столб, која што ги затегнува, би било пожелно и правилно да дојдат на преглед, да се направи магнетна резонанца и да се види, да се исклучи дека нема бегување на дискот од сопственото лежиште. Значи, моментот кога ќе се појават прв пат, би било особено кај млади луѓе би требало одма.
Во случај да нема некој нагло појавување на симптомите, може да се проба првично со аналгетска терапија. Меѓутоа, ако тие симптоми не се смируваат во период од 2 недели, тогаш пак ќе треба да се јават на првиот и да се почне да се прегледа пациентот, да видиме во кој момент и ако треба да направиме дијагноза. И врз основа тоа да знаеме дали конзервативно третирање на пациентите или пак оперативен третман. Да, еве колку трае тој временски период на испитување во нашава клиника? Ке дојде пациент со болка во кичмата, така да речеме, дали се прави во нашава клиника, се има тука и доколку треба хоспитализација веднаш останува или се мислам да маце да ги ослободиме луѓето дека не е тоа веднаш без согласност, без разговор претходно со пациентот, така сите тие фази треба да поминат за да човекот се чувствува сигурен. Кога доаѓаат пациенти со болка, и ако симптоматски треба да се направи магнет, да се направи дијагнозата и електромиографија, што ја прават колегите од неврологија, тоа најчесто се завршува во текот на еден ден, затоа што магнетот, освен ако не покасно дојде веќе се закажани сите термини, меѓутоа до утре дента сите дијагнози се завршени најкасно. Значи во помалку од 24 часа пациентот има дијагноза и се знае точно што понатаму. Правило е како пред да почнеме оперативно лекување, секогаш пробуваме ние со конзервативен третман, со давање на аналгетска терапија да се проба да се смира симптомите. Тоа е обезболување, да, за да самиот пациент проба да види, што кај некои луѓе, иако на снимката изгледа дека може за оперативно лекување, симптомите се благи, кај други пациенти па снимката не изгледа толку страшно, меѓутоа симптоматологијата е многу повеќе изразена. Дали е тоа до чувствителност на самиот човек, персона? Може да, тоа што болката сама по себе е субјективно чувство. Значи, не сите луѓе толерираме еднаква болка. Некои за најмала грабаница може да вриска, да писка, други жените раѓаат деца, па како најнормална работа, не е дека ја толерираат тој праг на болка се крева. Меѓутоа, објективно за тоа го правиме второто испитување што е електромиографијата, која што ни покажува колку има оштетување на нервот кој што ги е спроводи инервацијата на мускулатурата. И врз основа на тоа веќе добиваме објективен навод дека освен снимката, дека ако имаме средно тежок или најкај тежок степен на оштетување, дека веќе тука би требало да се направи декомпресија на местото кое што го притиска тој нерв, за да може да се поврати колку можеме од нормалноста, меѓутоа најбитното е да нема прогресија на симптомите и на влошување, да го заштитиме пациентот да не постане инвалид на тој екстремитет. Многу збори моментално за нозе, екстремитети. Значи максимално персонализиран пристап до секого. До секого, секој пациент си е сосема своја приказна и си е единствен. Некои работи правила важат за сите пациенти, меѓутоа за тоа се пристапува лекар-пациент. Да. Колку трае опоравувањето после? Сигурно тоа многу широко прашање, но да речеме во просек колку трае опоравувањето од операција на рбет, да речеме. Така, во нашата клиника дента, значи оперираме пациент, утре дента го вертикализираме пациентот, 2 дена постоперативно би требало да си оди дома во некојаш 3 дена, обично тука кога пациентот сака да остане, меѓутоа втор ден постоперативно веќе се во состојба да си заменат на нога дома. Тоа е фасцинантно, би рекол. Истите тие луѓе доаѓаат со искривеност и не може да се движат. Според тоа, во тој аспект немаме проблеми, се е во ред. За обично целото лекување после на втората недела ги вадиме конците, на 6-та недела ги праќаме на бањско лекување. Трет месец више може да креват тежина да обуважат се најнормално по дома, па на 6-тиот месец од операцијата веќе се во, како што биле предоперативно сокревање тежини веќе е дозволено. Да, тоа се сосема прифатливи термини за некој што ќе дојде со големи болки, како што рековте, искривен и не може и да оди никаква физичка активност и нарушен му е комодитетот на животот. Доктор Михаил, како да се заштитиме, да поминеме еден чекор понапред, како да го заштитиме рбетот, како да ги заштитиме сите тие дискови нервни завршетоци, почетоци, на што да внимаваат пациентите да не дојдат до ситуација да дојдат кај нас во клиника?
Најдобро би било прво да внимаваат на начинот на седење, затоа што и седењето физиолошки не е најприродна состојба, иако сме навикнати најголем дел да го поминуваме во седечка позиција во многу работни места, движењето и спиењето се природни физички позиции на телото. Седењето го имаме ние како луѓе, за разлика од другите цицачи, можност да го направиме тоа. И би требало да немаме згрбување, односно да биде секогаш работот под права линија, односно колку што можеме максимално. Сега додека зборувате, да, и пробувам да ја се примети в себе си дека малку ми доаѓа да се исправам, оти ме фаќа страв, ама меѓутоа тоа би било и да можат во текот на денот да наоѓаат барем 40-35 минути да бидат физички активни, каде што ќе можат да се развижуваат за да не таа мускулатура да се зајакнува, грбната мускулатура да биде зајакната. Да. Конкретно, еве како на што да внимаваат спортистите и професионалните и оние кои што аматерски се бават со спорт? Спортистите Оти мислам дека се посебни на ударот и во налетот на докажување, претпоставувам, прават престапи. Да. Апсолутно тоа ги гледаме, меѓутоа за жал кај нив не може да ги заштитиме самата. Треба да бидат свесни, да речеме. Они се свесни, меѓутоа желбата да се докажат да бидат најдобри, ги разбирам и поради тоа доаѓаат тие повреди. Меѓутоа не треба да се плашат во аспект и да се повредат, и затоа што има пациенти кои што ни доаѓаат со сериозни изразени дискусии, меѓутоа се плашат дали да се оперираат или не. Дека оперативното лекување кај нив е и дека би се вратиле брзо на терените, наместо и кариерата ќе им продолжи, наместо да направат да трпат таа болка и никогаш да не можат да дават максимум на терената, што сепак тоа е мака која што ги стопира. Така, пред неколку месеци, еве ние објавивме на нашите социјални канали тука во клиниката дека направивте една специфична операција, учествувавте во неа со еден моќен микроскоп. Да, што значи тоа во пракса, како сме ние опремени како клиника? Еве да влееме додатна доверба кај пациентите. Дека освен тимот, тука е и комплетно најновата и најсовремена технологија. Неврохируршкиот микроскоп Кинева 9000, тој е единствен во овој регион, дури во воената болница во Прага има само еден таков микроскоп, затоа што е изузетно скап и модерен. Таква работа само најопремените болници во Европа може да го имаат. И со негова помош имаме целосна контрола при оперативните зафати на нервите и на целите анатомски структури. Односно ни овозможува најпрецизно да работиме, без пред тоа да оштетиме некое ткиво, нерв, кое што би му направило на пациентот невлагодности или пак податрајни оштетување во некој вид. Да, може дека символично да ни представите колку е тоа прецизно. Имаме можност да зумираме до 20 пати на оперативното поле и да работиме со микроинструментариум под него. И тоа се работи, така? Да, се работи во spine surgery нема потреба да 20 пати, меѓутоа истите тие може ги употребиме понатаму за глава, за тумори на глава, за невризми во глава, каде што ќе има крварење, и тој микроскоп се употребува и за тие неврохируршки процедури. Да, и како се чувствувате вие како млад доктор кој што има можност да работи со последен крик на техника и технологија во медицина? Се чувствувам почестен и можноста да се напредува, значи во ваква клиника каде што значи со најновите инструменти, со најновите достигнувања да се работи по европски најмодерни стандарди е чест да се биде. Да, колку е клиниката или државата Република Македонија дозволува за еден млад доктор да се хоризонтално и вертикално надогради во својата специјалност. Како чувствувате вие сега на почеток на кариерата? Може би имавте среќа во клиника Жан Митрев да влезете. Да, не можам да зборам како е за другите колеги. Меѓутоа клиниката Жан Митрев само што ја дојдов крајот на септември. Почетокот, значи на годината веќе бев испратен одма да ги видам најновите достигнувања, тие работи да пробам да ги вратам, да ги донесам овдека и постојано имаме соработка, значи со професорот Мазопуст, кој што е директор на
клиниката во војната клиника во Праг, во најголемата војна клиника во Праг. Да, сето тоа лесно може да се преточи овде доколку има нели волја и знаење. Има волја, има желба, тоа се чекори кои што кидат малце по малце, меѓутоа ќе ставиме процедури кои што сега не биле објавени, моментално сме во таа изработка и ќе ги презентираме во брзо време, само што треба неколку работи да се направат неколку подготовки пред да ги објавиме. Така. За тоа повторно ќе гостувате во Апсолутно, подкастот. да. Каде оди неврохирургијата во светот? Мислам, вие сигурно читате научни нови сознанија, нови достигнувања меѓународни. Каде ќе се развива неврохирургијата? Споменавте нели екстра супер микроскоп кој што гледа миниатури во човечкото тело, но каде ќе се развива еве понатаму? Сите мислиме дека да, ова е врвот, но што се случува во науката, во медицината во светот? Моментално, како што напредува, се пробува сите патолошки субстрати кои што се операбилни, односно кои што не се наоѓаат во некои зони во ребетниот мозок или во краниумот, односно во големиот мозок, малиот мозок кои што се неоперабилни, тоа се субстрати каде што при отстранување би направиле смрт на пациентот, а да се оперираат и да има минимален ризик со притоа зачувување на сите останати анатомски структури. Односно, максимален бенефит без притоа да се направи ризик или пак да се работи мотивантно, да се оштетат другите структури кои што би функционирале како што треба пациентот. Сакаме, значи, да направиме максимално добро, без притоа да оштетиме други ткива кои што се здрави. Да, колку има тука мултипристап со другите, со колку друг со највеќе соработувате од специјалностите во нашата клиника? Во нашата клиника највеќе соработка имаме со ортопедите, травматолозите во однос на фиксацијата на ребетниот стоп, каде што сега сме во тој момент каде што и тоа пробуваме да го развиеме се повеќе и повеќе. Односно, освен отстранување на субстратите, да се поставуваат штрафови за стабилизација, затоа што некои оперативни процедури неврохируршки, од кои ќе ги отстраниме, сразу може да има бенефит, но меѓутоа би сакале да ставиме и надворешни фиксатори кои што би држале кичмата во стабилност без да има последици понатаму за здравјето на пациентот, да нема рекурентност. Така, дали до сега ве влегува ортопедите во овие операции што ги споменавте? Да, има влегува со нас, меѓутоа во некои операции беа повеќе консултантите, тоа што нашите ортопеди тука како што се професор Митев, доктор Мадијански, професор Стојменски имаат преку 30 години искуство и нивното мислење воопшто е од огромна помош и секогаш се зема за добро дојден. Да. Чувствувам дека ќе еволуира ситуацијава во вашава специјалност. Гледајќи ве вас и гледајќи со каков жар зборувате и што се сакате да пренесете тука од знаење, она што досега го имате видено. Но еве една порака при крај на разговорот до нашите гледачи, што би им порачале, доколку сакаат да разговараат со вас, да се консултираат или евентуално да дојдат на преглед, каде, како треба да се јават, што треба да почувствуваат претходно како проблем, за да не тоа кулминира, кога да дојдат уште еднаш да посочиме дека клиниката е отворена по секоја основа, и да закажат на телефон, и на социјални мрежи, и лично да дојдат нели во клиниката. Така. Може да, значи сите пациенти кои што имаат било каква болка во вратниот дел од ребетот, во ломбалниот дел на ребетот, трнење во раце, во нозе, главоболие, значи може и за проблеми кои што се во краниумот, може да се јават на нашиот шалтер на клиниката Жан Митрев, на доктор Михаил Толшанов да закаже термин, ќе им пренесат дали сум прва или втора смена, од понеделник до петок, секогаш може да го парат и да се консултираат со мене, да видиме како може да им помогнеме да бидат да се чувствуваат подобро. Токму така. Токму затоа и во таа насока и подкастот еве да ги доближиме сите страни заедно и да ги предизвикаме на интеракција. Доктор Толшанов, ви благодарам за благодарам и на вас, фала што ме викнавте. Ни беше задоволство еве да представиме на убава тематика и да позборуваме. Остануваат недоречени многу работи, но за почеток е доволно, би рекол.
Ве следиме понатаму, некој ново искуство од странство и сработено во Жан Митрев клиника ќе го представиме повторно, така? Се разбира. Фала веќе што ме викнавте. Поздрав, да. Секој. Поздрав и од мене, почитувани, сите прашања што се неодговорени или сакате да ги поставите на нашите социјални мрежи, напишете, тука сме ние од маркетинг тимот да ги одговориме. Следниот подкаст ќе биде најавен, а овој следете го во вторник во 11 часот. Пријатно.